Почитувани представници на медиумите, сакам уште еднаш да ви се заблагодарам на вашето присуство. И денес вообичаено караванот на отпорот против овој ненароден режим тргна од пред спортската сала на МЗТ, преку Кисела вода, Водњанска, Рузвелтова и Линденска, завршуваме пред владата на Република Македонија, олицетворение на партиско-полицискиот режим во Република Македонија. И како што можете да забележите, секој дневно се повеќе граѓани го поддржуваат отпорот против овој ненароден режим. Тоа имате можност и вие да го приметите каде што се движиме по улиците, луѓето од тротоарите, од нивните прозори, од балкони даваат се поголема поддршка во отпорот против овој ненароден режим. Ние со отпорот ќе продолжиме и понатаму. Сакам од ова место да му порачам на премиерот Груевски, до медиумите блиски до него и до сите оние мегафони кои шошират лаги и ја манипулираат јавноста дека постои било какво разногласие во опозицијата или дека опозицијата омекнува во нејзините ставови. Ниту постои разногласие, ниту умекнуваме во нашите ставови. Никогаш како досега опозицијата не била посплотена и почврста да истрае во битката за слобода и за демократија во Република Македонија. После црниот понеделник, после оној настан кога Никола Груевски заедно со Трајко Вилјановски одлучија со полициски сили да ги отстранат и пратениците и новинарите од пленарната седница, ние како пратеници во тој парламент не се враќаме. Сакам исто така да му порачам на премиерот Груевски. Без договор за организирање на предвремени парламентарни избори, заедно со локалните избори, ние на локалните избори нема да учествуваме. Исто така, пратениците од опозицијата никогаш како досега не биле почврсти во одлуката. Ако нема договор за организирање на предвремени парламентарни избори, ние ќе ги вратиме мандатите. Чумуни се мандати како пратеници во полициско-партиска држава. Чумуни се мандати во парламент каде што полицијата насилно ги отстрани пратениците и насилно ги отстрани новинарите. Казната на режимот на Никола Груевски ВМРО ДПМН мора да стигне преку предвремени парламентарни избори.